Актуелниот градоначалник на Скопје се обидува да се спротистави на вообичајната фраза дека од секое дрвце не бива свирче со многу јасен и прецизен проект од сферата на образованието, преку кој во главниот град ќе се спроведува инвентивен процес на едукација на растенијата. Да посадиме дрворед кој што ќе брои околу 10.000 високо израснати школувани дрва. Школуваноста е предпоставка за квалитетно само во сфери кои се во домен на насоката низ која се стекнало знаењето. Се друго е под знак прашалник, особено кога ниту по неколкуте неуспешни обиди продолжува тенденцијата по секоја цена да се користат досетки, кои очигледно детектираат карактер со недостиг на креативност, попрецизно духовитост. Заев наликува на оној што на интервју на работа се пофалил дека брзо пресметува, па кога го прашале добро, ако брзо пресметуваш колку е 12 по 12, рекол како од пушка милион. Вие му рекле како бе милион? Не е точно, па вие ме и рековте брзо да пресметам, не точно да пресметам. Точно или брзо? Тоа е дилемата, иако таа не постои во политичката математика, каде на крајот се сведува на пресметка на азното со кое треба или се располага. Во таква ситуација нема разногласие, туку јасно се забележува единствен однос и хомогеност. Не е се проблем парите. Проблем е коалицијата на овие двајца, што си ја јадат кобасица во овдека на маса, како што гледате ова се луѓе срекни. Но и на срекните луѓе, таа знае понекогаш и да не им се насмевнува, туку се приморани да се соочат и покрај енормното количество позитивна енергија меѓу нив, само затоа што на крајот пак ќе мора да се пребројува контото врз основа на кое ќе се одредува кому ќе му припаднат ловориките. Митко, крајот е на 17 бе брат. Шо се нервираш, полека, ќе дојде, еве го. Митко, слушаш ли? Со најдоброто, со Горан Тодоров. Се разбира дека од другата страна се нема разбирање за ваквата директна прозивка, туку се проценува дека причина за вербалната конфронтација е недостиг на адекватен опонент, односно на противник кој би имал свој, а не позајмени идеи. Тие сега ги гледаат нашите проекти, ти викат и ја така ќе направам. И ја кабате. Нема кабате се. Треба да си кажеш како ќе направиш. И на крајот, поради оправдано отсуство на соодветни авторитети, в недела на друг ќе му биде препуштена конечната одлука. Не сме баба Вања, народот е тој кој што кажува. Не е проблем што не достигаат пророчици, туку што се му се префрла на народот. А тој често си кажува, ама ретко знае да одлучува.